Администрацијата да има најмалку 29,5% албанци, ако во Македонија живеат само 24,3%. Спротивно на законот, институциите веќе почнале да добиваат план за вработување за идната година со изменетиот така наречен балансер. Министерот за информатичко општество и администрација си играше весела математика, па во збирот ги додал сите албанци, и оние што живеат тука и оние што се во странство. Па дури и на дел од непопишаните самиот им ја одредил етничката припадност. Сега владата го коригирала, но ги тргнала само административно попишаните, па така се дошло до процент од 29,5%. Спорна е и оваа пресметка, бидејќи според законот за вработување во јавниот сектор, бројот на новите вработувања по припадност на заедницата се прави според податоците од последниот попис на населението кои живеат на територија на Македонија. Во институциите на јавниот сектор кои се основани од страна на централната власт, а кои дејноста односно надлежности ја вршат на централно ниво, и или преку подрачните единици или други организацијски единици на локално ниво, како основ за распределба на бројот на планираните нови вработувања по принципот на заедница, се земаат податоците од последно спроведениот попис на населението на Македонија за територијата на цела Македонија. За формирањето на балансерот предупредија и од државна статистика дека единствена валидна категорија е бројот на резидентно население. Според податоците од пописот во Македонија живеат 58,44% македонци, 24,30% албанци. Бидејќи голем дел од македонците во диаспората го бойкотираа пописот, вкупниот број попишани македонци е помал, односно 54,21%, а вкупниот број попишани албанци е поголем, односно 29,52%. Владата спротивно на законот ја одбрала повисоката бројка. Алфа побара став од Илинденска број 2 и до ресорното министерство. Од владата не препратија во администрација, а оттаму нема одговор.